е наш, а воедно и светски. Почна од асфалтот во Свети Николи и чекаше на ред за да му купат патики. Но не се откажа. Ке ви рече, има во мојата кариера многу успеси и падови. Кога ве прашале каков сте како татко и супруг, вашиот одговор бил комплетно спротивен од Кира Лазаров на терен. Велите кон своето семејство сум мек, попуслив, толерантен, емотивен. А морам да бидам така, кога си отсутен. Само за Од тоа. 365 дена, не знам колку дена, тогаш морате да компензирате малце. Морате политички да се Што значи тоа однесувате. емотивен, толерантен, мек, попуслив? Тоа значи да, може, се? Па не баш. Видете, ние имаме веќе со текот на времето наши правила на игра во нашата фамилија. Мојата сопруга е задолжена за таа работа. Јас сум презадоволен од неја, сето тоа како функционира. Добар би бил избор од Под пилистер мои за да инструкции, запознаете, под мои така, инструкции. Иначе немаше да запознаете ако не беше пилистер. Така А некако да, се беше. запознавме во Таму. во Битола. Битола. Да. Да, се запознавме на Битола, таа беше на виша медицинска школа. Јас бев општа гимназија. Таму се запознавме и од тогаш па наваму сме заедно. Да. Добро, извинете, ве прекинав само ова. Таа е значи задолжена за децата, а вие сте тука. Извинете, каде попустливи. застанавме? Да. Значи застанавме таму кај попуштањето. Во кој дел сте попуслив? Тоа сакам да знам. Затоа што не ги гледам, не сум дома, па потоа кога ќе дојдам може Не, да се ми се шалев, качат на се- глава или не. Се шалев, мислам дека нашите деца се добро воспитани, што е многу важно. Гледаме нашето искуство да им го пренесеме сето она што го имаме во текот, поминато во текот на животно. Тие се среќни и задоволни. Постојат граници каде што се може и каде што не се може. Мислам дека тоа веќе го имат прифатено, знаат кои се границите над кои што не можат да одат. Воспитани се, културни се, знаат да почитуваат, вака кој ќе направиме споредба со некои други, други деца. да, со некои други деца и ние сме исклучително задоволни како сега за сега тоа функционира. Така. Кога сме кај темата, дали некој од вашите деца би сакале вие да ве наследи, сте рекле нема, и јас ќе бидам иска како моите родители, значи нема да бидам тој кој што ќе навива и мора да биде така, но би бил многу среќен кога некој од нив би ме Па наследил. баш така, значи не можете на децата да на сила нешто да Да, го натерате, да ги терате ако не со сега. сила. Тие се во тие години каде што уште се оформуваат и уште немаат јасна слика од ден во ден кој ќе ги праша што сакат да бидат, тие ги именуваат своите Одлуки, мисли, желби. своите мисли и желби, така да секојдневно, секој нов ден можеме да слушаме некоја нова желба. Измеѓу нас, тивко измеѓу нас ќе си се насмееме сладко и го оставаме да размислуваат и да бидат она што сакаат, полека, но сигурно. Ова помеѓу нас го кажувам. Се надевам дека нема да го слушнат. Никој Се не навлекуваат слуша на спорт, спорт. да. Еве, като тој кампот што го зборевме, на пример, дојдовме до една кавга во семејството, помеѓу Навистина? братот и сестрата, да. Затоа што имаме ние таму старосни граници од 10 до 18 години. И Првата година некој син ми имаше 9 години, така да некако не можеш. со протекции го бутнавме Дека некој го бутна таму, во групата а од Лана 10. со 7 немаше можење. немаше години. И се скара? А? Се скара? Не се скара, него. Едноставно имавме, ни беше Лана лута, затоа што не ја пуштивме, а ги разбира работите. Да. Пишува од 10 до 18, а он отиде со 9 години, јас не можам Со 7. со 7 и ова година со 8 не отиде. Значи имавме пак мали проблеми, али до година со 9 и Ќе ветивме дека Дека веќе има ќе биде попуст. дел од кампот, да. Да. Веќе е запишане. Помеѓу редови веќе е запишане, Готово, да. Пријавено е. Значи, ако ми се точни подадоците, констатиравме дека дел се точни, вели Благојче е 5 оделини, но сега ќе биде 5 оделини, во Франко Ал во Барселона, одлично зборува англиски, каталунски и шпански. Тренирал карате и фудбал, а сега тоа е заменето со ракомет и што друго? И пливање. И пливање. Да, сака многу животни, сака да биде ветеринар. И сега Моментално сака све. и знам што ветеринари, кучиња сака и А се. видете, школството е многу поразлично во Шпанија отколку во Македонија. Значи сето тоа го сваќаат како една игра, како една забава. Ни се случувало за време на викенд, сабота и недела, каде што се денови за одмор.
да не прашаат зошто ние не одиме на школа. Па затоа што е сабота и недела, не се оди, ама ние сакаме да одиме, за разлика од мене, кој што чекав среда и веќе го сонував петок како за да не отидеш на последен час. Да. Така, значи, школството е многу добро и јас сум среќен што они уживаат во една игра, успеваат да учат, како што кажавте, и доста јазици за нивните години, веќе зборат шпански перфектно, каталунски знаат, ја ќе зборам кој што ја иначе перфектно знам, да ми се изнасмеат за она како на изговор, да. Една шега да ми се насмеат за мојот изговор, да, како го изговарам зборот, како зборувам и така натаму. Со нас во училиште се вика тоа. Затоа што деца учат, они се косундери впиваат и го учат она баш како што ни кажуваат, а ние сме подучени така, се каже од филмови, од она што слушаш, што кажуваш и горцо, значи веќе на таа годишна возраст веќе зборат. Па и англиски почнаа да учат, значи каде и дај ќе го да усовршат 3 светски јазици, кои што мислам дека е голема предност за нив во ова годишна. Лана сега ќе оди во трета оделенија, тренирала ритмичка гимнастика, остануваме таму, нели осма што ќе биде во кампус следната година нормално запишана. Ритмичка гимнастика, да. Голема желба да стане спортист, тоа што е женско. Нас обратно, женското е машко, машкото е женско. Значи голем талент и голема желба и волја значи не се предава. Се гледате себе си таму, нели? Ако некого не мислам и не се секирам, тоа е она, значи тоа е мојата слабост. Аха. Најжешки навивачи остануваат на своја татка. Така како навиваат? Најжешки. Гледате секогаш доаѓаат на надпревари? Доаѓаат на надпревари, го гледат семафорот. Аха. Мора татко нив. Кој што не го разбираат, значи ми набиваат притисок повеќе од било кој. Семафорот, ако ништо друго, значи ако не го разбираат ракометот кој игра, гледат семафорот на крајот кој колку гола дал што. Пробуваш да им објасниш дека тоа не е целта, дека треба да се победи, дека ова е колектив, меѓутоа не го сваќаат тоа, се уште ќе го сватат еден ден. И меѓутоа добро е да имаш од своите деца една таква подршка, едноставно и тие те го чувствуваат тоа и те тераат према напред, значи не те оставаат да паднеш, едноставно ти После лош надпревар има тоа да не сакам да зборувам со никого како и сите спортисти или како ста? После лош ден, после не знам и да биде да речеме добра утакмица или утакмица во која што победила Барселона надпревар, вие не сте биле најдобар или не сте биле? Не. Видете, толку надпревари има, толку трофеи, толку предизвици во текот на сезоната, така да нема ни време ни место да се љутиш. Ако почнеш да се љутиш, ќе ти отиде сезоната. Најдобро ти е да се смириш, да го прифатиш тоа што се случило и да преспиеш и од... Да. Добре, кога сме кај навивањето, фан сте на Барселона, значи тука може, се придружувам, и Милан. Останувате фан на Барселона и Милан, кога сме кај фудбал? Да, фан сум на Барселона. Фан сум на Милан, као мој втор клуб. Порано најавав како мало дете, знаете, која беше за Црвена звезда, кој имаше ривалство, Црвена звезда, Партизан за кој си. И така натаму. А зашто Милан сега Милан? Имам омилени тренери. Омилени тренери имам, од тренерите. Добро, кои се? Никој не го сака Мориньо, јас го обожавам. Познавајќи го спортот како функционира, поготово со медиите како се поставува, значи има некои знаете како сака да ви се напијат, што би се рекло старите, крв да ви се напијат, од 15 добри работа, 16-та одбираат една која што едноставно добро се носи, онака знае да се постави машки и се допаѓа Гвардиола, значи бившиот тренер на Барселона. Имаме пријатели кои што навиваат за Баерн. И така има некој ривалство Германија, Шпанија, и кога отиде у Баерн ги зафракававме во наш така интимен круг на пријателство, дека ви пуштивме шпион, ништо не освоите, ништо не освои, тоест не освои Лига на шампиони. Ви пуштивме само, ама не ви даваме. Сега ми рече тој пријател, вика го избркавме шпионот, отиде во Англија. Така си наоѓаме теми на разговор да се нашалиме малку. Да. Ако треба да зборуваме за идоли сегашни, тогаш тие се менувале, велите, во животот, сега се Меси во фудбалот, не знам дали се сега уште тие, и Џоковиќ во тенисот. Зашто токму тие, иако се тие веројатно идоли на голем дел од луѓето кои што ќе не гледаат. Едноставно тие за мене се двајцата совршени со начинот како се однесуваат,
начинот како пристапуваат кон секој надпревар, кон секој меч. Како не се откажуваат. Да, како не се откажуваат во тешки ситуации, големи си и во порази. Немој да мисли дека и тие немаат тешки моменти во своите кариери. Кој не бил спортист, да и не разговараат сами со себе. Да. Кој не бил спортист врвен, не знае како е тоа, не е воопшто лесно, иако вака навидум све изведа бајно и прекрасно, и ете тие двајца би можел да ги издвојам сегашно и страствено најувам, поготово имам можност во Барселона сум и реално Меси и секогаш овој сум голем и страствен навич не само на Барселона и посебно за него, а исто така и за Новак Џоковиќ, кој го третирам као наш, сепак е на нашите простори. Киричата Шпанија е прекрасна земја, темпераментот и начинот на живот е многу сличен со нашиот. Луѓето се доста позитивни, темпераментни, несебични, со голема смисла за хумор. Велите еден недостаток, за тоа се смеам, е тоа што ништо не се завршува на време. И секогаш нивниот одговор е мањана. Мањана. Да. Тоа е како демек утре ќе средиме, така? А тоа утре никако да дојде. Мањања. Бев на Бербер. Бев на Бербер, се стрижев. Добро. И? Пријател. Познаник еден таму и ми објаснуваше како дошол во Барселона и како покушавал нешто да најде, некој локал за да изнајми, за да ја работи работата што ја работи, па како тие не работеле, па не му се јавувале на телефон, па му се јавиле, па му рекле утре, па утрето му рекле задутре и така натаму, ја му реков ништо ново не ми кажа. Тоа е така и како е така, па така. И па ништо ја се изнервира. Па добро, тој ништо, па добро ви кажа, ништо. Ама тоа е многу слично на ова овде. Не, релаксирани се, меѓутоа постои разлика помеѓу каталунците и другите шпанци. Мислам дека другите шпанци се уште поголеми мањана, него ли овие каталунците. Мислам дека овие се повредни, да се побогати, најбогата покрајна е, меѓутоа така повредни се за разлика од другите шпански. Јас сум имал искуство, играв и во Мадрид, живеев 2 години и во Сиудат Реал, така да го ќе направиме на компарација споредба. Мислам дека поголема мањана се овие другите шпанци него каталунците. Со својата љубов, со својата љубица сте од ваши 17 години, таа додуша нели има 2 години повеќе, ама велите никогаш немало момент да не се разбираме, односно се разбираме со поглед. И се уште тоа постои, се уште тоа трае. Таа има 2 години повише, не се познаа, добро чувана жена. Да, се разбираме, значи таа е жртвата на фамилијата. А таа вели не е жртва. Во едно интервју вели не е жртва, тоа е само љубов. Ете така вели. Во нашиот брак не пусти зборот жртва, туку само љубов. Добро, јас ќе додам умна жена. Умна жена. Да, кога е само љубов, а не е жртва. Добро, жена никогаш не треба 2 пати да пофалиш. Знаеш дека следниот ден те чека беѓа некоја. Едно фалење, едно кудење, така да. Треба да си има и за жените стратегија, не е тоа така. Мислам дека не функционира таа надвор од интервјуто, ама добро е. Се нашаливме малце, меѓутоа навистина треба поддршка веројатно. Секаде со мене и ја сум сигурен дека доколку не беше таа со мене цело време, дека немаше да бидам толку успешен колку што бев, значи голема поддршка е. Знае многу пати да преќуди, познавајќи го мојот карактер, знае дека темпераментот ми е такав каде што знам да избувнам, знае дека треба одредено време да ми помине и да се вратам на старото као што сум бил. Не било и толку. Со мене ако ме познаше многу лесно, ако не ме познаваше многу тешко. А за да ме запознаеш треба многу време. Од 17 да знаеш. Избор нема, да. Тежок случај. Како во филмско сценарио стигнавме во Барселона, Керичата. Кога сум слободен, чисто со сопругата одиме на плажа, децата во тоа време се на училиште и успеваме да најдеме мигови само за себе. Идете, во мојата кариера сум бил во многу клубови во повеќе држави и сум тренирал како животно, ако може така да се изразам, по 2 пати на ден, по 3 пати на ден, по толку сати, по толку сати. Сами си ги дававте тие часови колку треба? Не сами, со клубот, значи тоа зависи од тренерот каков систем ти наметне. И дојдов во Барселона и во текот, освен припреми период кај што стварно се тренира напорно, во текот на сезоната, кога имаме надпревари, тренираме само по еднаш пати. Еднаш дневно. Значи од 12 до 2 и тоа е тво. И тоа највеќе ми одговара, значи после толку години тренирање се одмора малку. Не, познав дека не е битно колку тренираш, битно е како тренираш. Значи она да го направиш добро, кратко, интензивно и конкретно. Значи не е битно порано кога сум тренирал по 2 пати дневно, 4-5 свикам, леле, ова не е доволно, треба уште. Ќе помине текот на сезоната, ќе се повредиш, дали мускулна повреда, дали ова, дали она, едноставно од преголем напор и ова го научив од Барселона. Човекот учи додека е жив
Значи не треба многу да се тренира, треба да се тренира конкретно. Што ми беше зборот? Зборот ми беше дека имам време и за плажа. Имаме термин од 12 до 2. Добро. Тренираме, децата И се до 5 на школа. После тоа и одите на плажа. Па одиме на ручек, идеме не секој ден, меѓутоа 3 до 4 пати во неделата имаме време да си посветиме на себе, знаеш, да излеземе од дома, да се прошетаме, да ручаме. Се рекле дека во вашето семејство се делат обврските. Јас сакам да знам што е ваша обврска. Моја обврска во нашето семејство. Да. Моја обврска. Да Па има многу обврска, ќе ја потрошам цела. Ќе ја потрошам цела емисија, ќе морам да скратам се, не сакам да се издалам. Ајде две обврски. Носите деца вие во училиште? Училиштето ни е толку блиско, така да Така не ја прифаќам како обврска. Аха, добро. Не ми е воопшто. Друго? Не, Правите видите дурчак? се, а за којна не да не ме бива, значи Така е најдобро да кажеш дека нема бива. Така. подобро е да не се ни Подобро да порачам. моцкам таму ќе експлодира нешто. Затоа што којната не е навикната на мене. Сум гурман за јадење сум, али за којна значи Добри стварно ви се антиталент. обија финти. Антиталент. Да, добро. Ако ви кажам дека не знам ни кафе да сварам, значи На морам. вистина? Да, не сум пробал. Еднаш пробав, не ми одеше. Ве чува Љубица, гледам јас. Добро. Да, не Друго што чува, е ама ваше? враќаме тroduplo. Така е. Што друго е ваша обврска? Па обврска. Никогаш Видите немате се- прво смукалка? Чистите? Не. Не? Да не се лажеме, не. Не? Не, А да знаете не се лажеме. или не? Да пеглам не знам, Добро. да чистам не знам, Да бришете прашина? да бришам прашина не знам. Па тоа не е машка работа. Искрено бе, да, не. да си премем Ништо мове, не е да видам машка ма што работа. чисти Да. и што прво смукува и што бриши прашина, би го осудил. Би го нарекол да. Па стварно не личи. Мислите дека личи? Па не знам, да помогне, не мора Па нон да помогнам, да помогнам, да, ама сега да земам да чистам тоа стварно не иде. Без разлика колку обврски имаш и какви обврски имаш Добро, и што си каде по живеете? професија. Живеете некаде каде што имате некоја, не знам, местенца надвор во природа, па може да косите трева, тоа е да речеме машка обврска или не е ни тоа машка обврска? Машка обврска. Ке ме Видите, нас натерам ни да ми се- кажете дека ништо друго освен ракомет не правите. Па ништо друго Ништо сега. друго. Си играм со децата. А, Има добро. обврска, Тоа е да ги обврска прошетам голема. децата, да се Така е. подружам со А нив. учите заедно со? Пелени не ја менјат. Добро. Исто и тоа да ти кажам. Имам додуше еднаш два пати, чисто онака Ма, чисто за не да да и видам. Боже. Да. Добро. Сте рекле вистинската тајна на сриката е да бараме многу од себе си, а сосем малку од другите. Да. Се сложувам со тоа го имам и кажано. Да. Знаеме како луѓе да не се гледаме себе, а да ги Да само гледаме да ги другите. критикуваме Треба другите. секој човек да дојде пред огледало, да се погледне и да се каже, да се види како изгледа, да си каже што направил за себе, за својата фамилија, дали се посветил доволно на себе. Најлесно е да седнеш во кафич, во кафана, да ја гледаш другата маса, да ги изоговараш, да кажеш што, така само се покриваш себе си, своите недостатоци, својата изфрустрираност ја покриваш и ја наоѓаш грешката во друг. Значи било како да и да сте во право, мислам дека треба прво грешката во себе да се побара. Мислам дека ако сте вие во прав елемент, во права форма, ништо не може да ви измести од она што имате зацртано. Не дека јас како човек Да. немам Не може такви да се- периоди така. седам и да оговарам, меѓутоа мислам дека брзо се враќам во патеката нормала. од која што Да, што имам сум излезла. излезено, тоа свеста го работи и човечки е да се излезе малце од да се фати кривина што би се рекло, меѓутоа брзо се враќам на траката по она кое што треба да видиш. По тоа дека ја знаете тајната на сриката, како сте рекле, во животот веројатно е убаво да си во кожата на Кира Лазаров. Убаво вие во својата сопствена кожа, немате забелешки? За сега барем. Па да, убаво е. Јас го работам тоа што сакам. Јас го сакам спортот и повеќе од тоа што некои мислат. Ние сме професионалци, спортисти, значи левот го заработуваме преку спортот, колку и да се сладки парите, меѓутоа во моментот некој сега да ми каже престанувај со спорт, не со ракоме, значи Да, да те воопшто. отргне од спортот, еве ти
XY пута 4 пари од тие што ви заработуваш во спортот, Би одбила? па би одбил 100%. Со сигурност ви го кажувам тоа. На вистина? Нема такво нешто. Веројатно и ова требаше да им го раскажете на децата во ракометниот Не, камп. ама тоа стварно го мислам. Значи, еве, да не претерам пута 4, пута 2 нека биде, не би го. Не, пута 4 би Пута прифатил. 4 веќе би размислил, не би прифатил, ама пута 7 да. Да не се лажем. И за крај на Да не ова бидеме интервју. толку скромни. Да. Имате планови веројатно и сега нели мора некогаш да заврши оваа спортска кариера, така? И потоа што? Може да очекуваме да речеме дека Кира би сакал да стане тренер на некој наш клуб, на некој друг клуб познат. Не знам, имате такви некакви амбиции? Видете, толку некакви успеси и желби? неуспеси имам во мојата кариера, така што пред некое време, тоест не пред некое време, после неуспехот со оние олимписки квалификации, што тоа ги доживеав тешко, можеби и во моментот. После се помирив со тоа и одлучив да не размислувам превише за еднината, да размислувам само за утре. Така да. А што би сакале? Еве, што и како Јас која ви желба? кажав, Да. спортот. Спортот е за мене све. Значи би останал во спортот. Сега на кој начин и како тоа времето ќе си го донесе, не можам да кажам сакам тоа. Значи во нотесот е запишано, Добро. како што беше запишан кампот. Што сакам? Нотесот е на тајно место. Јавно ништо не се кажува и ќе видиме времето што ќе донесе, ќе се работи макотрпно, спремен сум за да работам, да бидам вреден и се надам дека еден ден и тоа ќе се исполни. Супер, ви благодарам за ова интервју. Само толку завршивме? Да. Да, добро. Ви посакувам убав пат и убав устанок во Барселона, па да ни донесете уште многу успеси и медали. Пажи. Ви благодарам и на вас за што бе ваш гостин. Чест ми е и се надам дека ќе се гледаме пак и во иднина.